Јас се обидувам долго да најдам најмал заеднички именител во обидот да се на различните дефинирања на состојбата. Ова, нели говориме, речиси сме еднодушни во тоа дека говориме за режим. Не сме еднодушни кога говориме за диктатура или автократија. Ја некако тој најмал заеднички именител го наѓам во нешто што може да звучи како оксиморон на прв поглед. Неслободна демократија. Не либерална демократија, ама либерално сматано во слободна. Зошто го велам ова? На прв поглед, од далеку гледано, нели, во Република Македонија ги има сите институции што се неопходни за еден демократски систем. Меѓутоа, ако следиме како се одвиваат работите, ние можеме да забележиме дека тие институции самите стануваат се помалку слободни и обезбедуваат се помалку слобода за граѓаните. Ја не знам како тоа се вика, не сум ниту политиколог, ниту социолог, ниту правник и така натаму, ама просто следејќи го трендот, имам впечаток дека всушност ние се движиме кон нешто што во голема мера ќе личи на еднопартиска држава, во која освен таа една, односно две, во двата етнички табори, дека сите други партии ќе бидат само кулиса, и сега тоа го разбирам, бидејќи сум театарски режисер. Они ќе бидат сценографија. Таков случај постоел, ние го знаеме. Источна Германија или нели Демократска република Германија беше таква, таму имаше повеќе партии, ама само една беше важна. Таа ги имаше сите лостови на власта в раце. Значи, предпладнево бев во судот Скопје, Двали е тој што не е кривичен, не знам. Може да ми кажа, и со години веќе се акам по судовите, бидејќи имаме некакви случаи, нели, гемовци со Ставрески, па со Бичикли. Може да ви кажам дека таму, во ходниците и во судниците, можете најопипливо да го регистрирате тоа постепено исчезнување на некои слободи кои сме ги имале. И дека колку повеќе пософистицирано тоа станува, оваа реформа, онаа реформа, овој закон, оној закон, всушност тоа создава некаков така прскалици некакви, зад кои се крие фактот дека граѓанинот е се позагрозен и позагрозен. Ова што го кажува Џабир. Ја можам да кажам дека моите искуства од патувања по Македонија се исти. Ако прашате Джелјо и луѓето од 8 септември иницијативата кои исто така се движат по Македонија, тоа ќе го констатирате. Ќе добиете исти информации кои се такви што почнува просто главата да ве боли што се случува. Значи, ако ова денес не е диктатура, ова е некој систем кој гарантирано ќе заврши како диктатура.